Вие го толкувате на овој начин уставот, некои други го толкуваат на друг начин. Ви се молам, во уставот имаме гарантирани права на националностите, да го негуваат својот културен, јазичен идентитет и така натаму. И да има право на образование на својот мајчин јазик во основно и средно образование. Во ниедно од барањата на студентскиот протест не е загрозено ниту едно право на малцинствата во Македонија, ниту едно. А повторно се настојува да се префрли топката на ВМРО ДПМН како главен виновник. А вие рековте до антипод на моето мислење дека главен дежурен виновник за се е СДСМ. Може би невиновник, затоа што во овој момент СДСМ владее со Македонија, нели? Неприкосновено. Не се грижите, СДСМ ќе си ја преземе на себе одговорноста околу овој закон. Јас сум гласна. Очекуваме, јас стварно сакам да гледам, очекуваме ВМРО ДПМН да преземе одговорност. Знаете, јас како граѓанин, сега јас малку ќе се послушам со вашето однесување, јас малку како граѓанин ќе настапам. Како граѓанин се чувствувам дека ВМРО ДПМН, а и некои други партии во Република Македонија ми го одземаат правото на наредните избори и на сите општо демократски плуралистички избори во Република Македонија да се одлучат. Јас не знам како ќе се одлучам заради тоа што јас не гледам платформи. Јас гледам реакции само. Јас не гледам во ниеден случај една од партиите која што на пример го поддржува протестот. Они убаво си кажа, ќе дојдеме на власт, тогаш ќе даваме програмата само. Јас мислам дека тоа што не гледате дека не е проблем на вашата кратковидост. Не, јас сум научена мило ми е што ве запознав, вие сте навистина добри оратори, нели? Но дури сега можам да го протолкувам говорот на Бранко Црвенковски дека ние сме интернет генерација и генерација на мобилни телефони. Јас ве запознав само како тело, а прекува си личните ставови на Бранко Црвенковски. Значи ние сме на линија сега. Да. Вие сте улога на мобилни телефони. Имаше сега една теза од дека, имаше една теза од дека мобилен интернет, сега што да прави? Што таа не била крива или кој што не го инициирала. Извинете, али ако вака настапувате, ја претпоставам дека ниеден граѓанин нема да гласа за вас, заради тоа што доколку гласа за некоја политичка партија, смета дека таа ќе му ги реши сегашните проблеми, а не дека ќе ги решава само оние кои што ќе дојдат во иднина. Сега имаме проблем. Вашето мислење ќе биде негирано на следните избори. Пред малку господинот Ицев кажа дека не треба да се вадат зборови од контекст и да не се кажуваат работи кои што не се кажани, а сега вие го правите исто. И мислам навистина претерано емисијава завзема еден тек кој што воопшто не доликува. Добро, изгледаме како деца кои што се собрале на улица и се расправаат што како. Клинтон и Буш. Може би вака за сите. Како е вашиот став како две политички структури во однос на решавање на меѓунационалните односи? Прво јас. Меѓунационалните односи како прво би се решиле со прашањето на економијата. Како прво и основно. Повисокиот стандард и квалитетот на социјалата во Република Македонија значително би ги подобрил меѓунационалните односи. Затоа што ова во моментов се само исценирани тензии на меѓунационални односи. Ова е само социјален резултат меѓунационалните односи. Меѓунационалните односи се едно играње со рака на СДСМ во фудбал, нели, каде што се пренасочува ударот. Ударот е на владата, ударот е на социјалната политика. Знаеме, во Македонија има невработени, имаме стечајци, имаме ограбени штедачи, еве сега ни се случува така почни во Албанија, нели? Сега во Албанија ние немаме меѓунационални односи, таму имаме социјални односи. Социјалата е тој генератор што ги обседнува луѓето. Мислам дека би погрешна споредбата со Албанија меѓунационални односи и Македонија. Да, не реков дека во Албанија еве немаме меѓунационални односи, нели? Но имаме судири. Социјалата е фактор, нели? Социјалата е фактор. Истото се случува овде во Македонија. Социјалата е фактор. Најдобар начин да се сокријат социјалните и економски проблеми во Македонија е тоа топката се префрли на меѓунационалните односи. Што ќе се случи ако албанецот учи на албански, што ако македонецот ги ограничи неговите права? Ништо. Затоа што и јас како граѓанин и младиот албанец немаме перспектива за вработување. Немаме екзистенција во оваа држава. Некои луѓе се доведени на работ на основната екзистенција. Тоа е главното прашање. Социјалата е главното прашање. Затоа на СДСМ и на актуелната власт се одговара префрлување на топката на меѓунационални односи, со што би се створила една растешка тензија,
во која повторно реков СДСМ ќе се јави како единствена алтернатива граѓанска која може да владее со Македонија, бидејќи Македонија во моментов е загрозена од меѓунационални односи, од ништо друго. Единствено што може тезата на СДСМ да и наштети на Македонија и на државната безбедност се меѓунационалните односи. Социјалата е се во ред, тоа се намирува, благосостојство е дефинирано и